48 недела, ноември. Земјата напредува, звездите се поместуваат. Сега сме овде и земјата не носи од есенската рамноденица на ке зимската краткоденица, каде ќе стигнеме за 3 недели. Земјината навалена оска е секогаш насочена во ист правец и северната хемисфера се повеќе се оддалечува од Сонцето. Во арктичкиот круг ноќта сега трае 20 часови, а денот 4 часови. На оваа географска ширина, хоризонтот е скоро паралелен со рамнината во која Земјата се врти околу Сонцето. На екваторот, хоризонтот е скоро под прав агол на таа рамнина. Навечер Сонцето вертикално заоѓа зад хоризонтот. Кога Сонцето заоѓа, зад хоризонтот настанува самракот. Сонцето уште малку ќе го осветлува небото, додека не зајде зад хоризонтот за повеќе од ширина на раката, за 6 степени, околу 45-та паралела, каде што живее поголемиот дел од нас. На Сонцето му треба 1 час за да се спушти 6 степени под хоризонтот и затоа самракот трае 1 час. Во Тунис и на Сицилија патот на Сонцето е пострмен и за половина час се спушта 6 степени позади хоризонтот. Самракот трае само половина час. На екваторот ноќта паѓа за 20 минути. А на северниот пол зајди Сонцето трае 6 недели. Ќе го видите напредувањето на Земјата по орбитата, ако за репер ги земете звездите. Од ноќ во ноќ тие се поместуваат за 1 степен надесно. За 365 денови полн круг од 360 степени. Тоа е последица од земјиното вртење околу Сонцето и затоа секоја вечер ги гледаме звездите 4 минути порано. За месец дена тоа се 2 часа. Оваа недела во 22 часот Орион се издигнува над хоризонтот. За месец дена во декември звездите кои сега ги гледате во 22 часот, таму ќе бидат порано, во 20 часот. Во јануари истите звезди ќе бидат таму за уште 2 часа порано, во 18 часот. Во февруари уште порано, во 16 часот. Не, тогаш ќе биде уште ден. Звездите ќе бидат таму, но нема да можеме да ги видиме, затоа што Сонцето се уште го осветлува небото. Секој месец Земјата 2 часа порано поминува пред истите звезди. 2 часа по 12 месеци изнесува 24 часови. Цел ден. Тоа значи дека за година дена ќе ги видите истите звезди на истото место во истото време, како денес. Во дамнешните времиња под звездите го одредувале времето. Звездите се джиновски часовник ако не ги измешате со планетите. Кога Венера е видлива на запад во есенските вечери, следното утре е светлосно тело на местото каде што била Венера. Тоа е Сириус, кој често го мешаме со Венера. Затоа што тие две небесни тела се појавуваат на истото место. И покрај тоа што припаѓаат на целосно различни светови. Сириус е звезда и е многу далеко. Неговата светлина патува до нас 9 години. Венера е планета и не зрачи, туку само ја рефлектира светлината од Сонцето. Венера е поблиску и светлината која ја рефлектира до нас стигнува за 4 минути. Го посматраме Сириус од голема далечина. Ја гледаме звездата во овој правец и следната година на истиот датум во истото време ќе биде точно таму. За разлика од Сириус, Венера се движи. Една година е тука, а следната, кога ќе бидеме на тоа место, Венера ќе биде позади Сонцето. За да Венера и Земјата се најдат во иста положба, треба да се бркаат 8 години. Сириус е таму секоја година. Дали Венера некогаш ќе помине пред Сириус? Нема. Венера некогаш ќе помине пред Сириус? Нема. Дали 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 Венера некогаш ќе помине пред Сириус? Нема.
Венера врти во иста рамнина како Земјата и другите планети. Групи од звезди ги сочинуваат со звездијата и хороскопот во позадината на таа рамнина. Сириус е дел од созвездието Големото куче, кое е под Близнаците пониско на небото од хороскопот. Орион е десно, под Бикот. Венера во редот поминува пред секое созвездие. Бикот, Близнаците, Ракот, Лавот и сите останати, но никогаш блиску до Сириус, или големата мечка која е високо над хороскопот. Зошто тогаш Венера ја гледаме таму каде што наутро е Сириус? Причината за тоа е наваленоста на земјината оска. Навечер гледаме наваму и ја гледаме Венера блиску до Стрелецот. Наутро гледаме вака. И го гледаме Сириус на истиот дел од небото. Венера која е високо десно пред хороскопот, никогаш нема да го сретне Сириус кој е доле лево. Венера во својата орбита е побрза од Земјата. На секој 20 месеци, кога ќе не стигне, треба да ја видиме како поминува помеѓу нас и Сонцето, но Венерината орбита е малку навалена во однос на нашата. Гледано од Земјата, Венера е најчесто над и под Сонцето. Во јуни и декември, Земјата ја поминува орбиталната рамнина на Венера. За совршено порамнување, Венера треба да помине низ таа точка истиот ден. Само тогаш го гледаме поминувањето на Венера пред Сонцето. Затоа Венериниот транзит е многу редок настан на кој треба да се чека повеќе од 1 век, а кога ќе се случи тоа, следниот е веќе за 8 години. Во 1761 година, францускиот астроном Лажонте се упатил во Индија за да го види транзитот на Венера. Малата црна точка неколку часови поминувала пред Сонцето, но Лажонте закаснел. Разочаран, но упорен Лажонте останал во Индија. Знаел дека за 8 години Венера повторно ќе помине пред Сонцето. За нас тоа се случи во 2004 година и потоа повторно во 2012. Тоа е можноста да видите како орбитите создаваат ред од неред.